Известно е дека Северна Македонија овој декември нема да напредува во процесот на евроинтеграција. Бугарија, која току-што доби нова влада во Брисел, каде се одржува Советот за општи работи, потврди дека засега останува на својата позиција во однос на условите што Скопје треба да ги исполни за деблокада и одржување на првата меѓувладина конференција. Европските министри ги вршат последните согласувања околу текстот за земјава, кој потоа треба да биде потврден и на ниво на шефови на држави и влади. Добрососедството очекувано е споменато во нацрт заклучоците. Земјите членки ја повторуваат важноста од постигнување опипливи резултати и спроведување во добра волја на билатералните договори, вклучувајќи го Преспанскиот и договорот со Бугарија, е формулацијата која ќе влезе во заклучоците. Дел од европските министри во Брисел пратија порака до Софија. Ја охрабруваме Бугарија да ги реши билатералните прашања со Северна Македонија. Треба да продолжиме со пристапните преговори, треба да ги преземеме првите чекори во однос на Албанија и Македонија. Хрватска продолжува да биде силен поддржувач на кредибилната политика на проширување, што значи дека на земјите кандидатки, откако ќе ги испорачаат потребните реформи, треба да им се дозволи да напредуваат на патот на европската интеграција. Новата влада во Софија најавува поактивна позиција кон Скопје, која, како што рече премиерот Петков, ќе биде надградена и конструктивна и од јануари ќе почне да се реализира. За тоа како да се дојде до решение, Петков зборувал и со премиерот Заев, кој му се јавил да му честита на изборот. Новиот бугарски премиер и македонскиот премиер во замолување се согласиле да продолжат да работат на изнаоѓање прифатливо решение за деблокада на евроинтеграцијскиот процес и изразиле подготвеност да ја забрзаат комуникацијата и соработката низ повеќе работни групи во областите на економијата, културата, здравството, енергетиката и инфраструктурата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.